Домот на Бернарда Алба е добитник на Гран При наградата на овогодишното издание на Драмскиот аматерски фестивал во конкуренција од 14 представи. Во саботата жирито во состав Сашко Насев драматург, Силвија Стојановска глумица и Љупчо Ѓоргиевски режисер ја донесува одлуката оваа награда да припадне на кочанските аматери од Центарот за култура Бели Бугри. Режисер на представата е Кристина Танасова-Арсова, актер од Кочани. Голема чест и задоволство е на 50-тото издание на ДАВ да се земе Гран Прито. Би сакала да ја поздравам мојата екипа која навистина е фантастична, секако и вас како публика бидејќи ни поддржувавте цело време од премиерата па наваму во сите изведби на представата. Меѓу другото би сакала да напоменам дека чест и задоволство е да се земе денес оваа награда, значи оваа година, бидејќи далечната 98 година кога беше поставена истиот текст на оваа сцена од страна на Трајче Ѓоргиев, јас ја играв Адела. Директорот на ДАВ Благој Пенов на последната вечер од фестивалот се заблагодари на сите учесници и помагатели кои секогаш го поддржуваат театарот. Оваа година кога го одбележуваме 50-тото издание на фестивалот, имавме рекорден број на пријавени ансамбли, 46. Некои се откажаа, а нашиот изборник, почитуваната и угледна актерка на МНТ Звездана Ангеловска имаше можност да проследи 38 CD снимени представи и отиде на 3 сцени да ги види директно представите. Што значи дека изборот кој го проследивте беше од 41 представа, од кои 8 домашни, 2 странски, 4 се во програмата за деца и имавме театарски портрет, ја направивме изложбата која само е мал дел напред во минатото. Се надеваме дека ја надградиме, ќе можеме да најдеме уште многу материјали останаа да се најдат, да се објават, а тоа значи дека таа постојано ќе живее и постојано ќе се развива и расте како што расте нашиот фестивал. И Сашко Насев, драматург и некој потекло од Кочани, изјави дека ова му е прва година како соработник на фестивалот и се надева дека ќе продолжи и понатаму да го следи ДАВ. Морам да ви кажам дека јас, иако сум од Кочани, и имам и јас по овој проект, прв пат доаѓам на овој фестивал. И многу сум благодарен за таа работа, бидејќи навистина се слави 50 години, било каков јубилеј, а камоли на нешто што е културна акција и што е многу битно по развојот на едно општество, на еден град. Навистина е голема работа и голем чин. Прво би сакал на сите овие млади луѓе кои што се иднината на нашата култура и нашиот театар да им ги честитам овие награди кои што со овакво стручно жири навистина се искрено доделени и навистина остварени уметнички резултати. Покрај оваа награда на фестивалот се додели и уште неколку награди. Наградата за режија ја добија Ива Матик, Димитар Јакимовски и Јана Димитрова за представата Жив човек во изведба на театарската група од гимназијата Јосип Брос од Скопје. Наградата за главна машка улога му припадна на Јован Кмечко од Пивнице, Република Србија, а наградата за главна женска улога и припадна на Марија Ѓоргиева од Аматерскиот театар од Кочани. Награди за епизодни улоги добија Стефан Миленков од театарската група на гимназијата Никола Карев од Скопје и Ева Калановска од драмската група од гимназијата од Охрид. Наградата за уметничка иновација и истражување во театарскиот израз ја доби представата Фактор жена во изведба на театарската група Без маски од Битола. Специјални признанија добија Ана Жежавска од Битола за драмскиот текст Без маски, Кира Ѓоргиев, режисер од Струмица, летечката театарска група од Тетово, како и Емилија Коловска и Бранко Сепламеев за музиката во представите од Охрид и Богданци. Во чест на наградените по доделувањето на наградите за кочанската публика, Драмскиот театар од Скопје изведе представата Греф или Шприцер. Со оваа представа се затвори завесата на 50-тото јубилејно издание на Драмскиот аматерски фестивал.